Не постои втора шанса за прв печаток. Добро вечер. Добро вечер. Леле, колку е жешко надвор, целата се залепив. Само ти лежи да не си стана. Добро бе, сум задревал малце на пола сат, одма ме караш да му се плюктам, ајде. Шо? Купи ли леп? Не, мислев тато дека ќе купи. А да не направи нешто за јадење? Ја ли да направам за јадење, па ја мислев ти дека си направила некоја мефце вчера. Значи, Игор, се понашаш како да си гостин у куќеве. Значи, молам Бога да си фатиш некоја женска и да ти го дотера паметот. Одам да си истуширам. Леле. Шо бе, Леле? Па, вакво јас се туширав, ја потрошив цела вода од бољарот и не пуштив. Леле, господинот се туширал, себичњаки на себичњакото и цела вода си ја подржал. Па има ли смисла бе ова, Игор? Мамо, па сега на дејт треба да идам за пола сат и затоа се туширав сега. Со девојче? Не бе со машко, ај сега па и ти глупости прашуваш, види ја. Леле, шо е сладка. Многу е, и на неа розови се пишува со тебе, многу е. Да ти кажам дека е права мала богаташица. Да, наводно живее. Не. Вакво джип вози? Не, нема положено, ама нема джип. Имат гарант куќи окрчка негде на море. Не, има од дедо и куќаре некој на Скопска Црна Гора. Слушай, татко, да не е некој бизнисмен. Не бе, мама. Добро бе, сега шо е работа? Сакаш матичен број да ти дам? Ба, добро, ти пошо заклучи дека е богаташка. Слушај сега, ја во средата одам кај нив дома. На масата кило сливи. Вакво, завчера одам кај незе дома пак, цела маса полна со кајси, вака, изобилие од кајси. Вчера шетаме со девојчето низ паркот, таштичето вади, цреши, вика, вајте да къснеме, цреши тие охридски најаталкави. 400 денари. 400 денари кило. Што збори сливи, кајси и цреши у ова време. Таа е некоја ултра богаташка, мега богаташка. Да си ја чуваш, да си ја пазиш, да не си ја пуштил. Па за тоа бе, мамо бе, јас се туширав, го потрошив бољарот, за тоа ќе одам сега кај нејзе, само е дома. Ако си ја земам, ми све ќе живеам, живот ќе живеам, секој ден бе. Ово е црешички, укајси, живот ќе живеам. Значи, ако си ја подржил, да си ја чуваш како ќе главата, мама да го баци сега. Малце си кисела, Па сега си ја потрошил водата, нека е тачно. Та добро, ајде, ќе се стопли водата. Извинете, господине, кратка анкета, дали може добар ден? Анкета, чекай бе, да се дотерам малце бе. Убав сте, многу сте личен. Така вика и мајка ми. Повели. Господине, председателката на Македонија на НАТО самитот во Хаг се сретна со американскиот председател Доналд Трамп. Ма не само што се сретна они двајца, него се ракува прво, па се слика, па скршија лав муавет Македонија вака, Македонија онака, и од кога заврши таа средба, нашава председателка после си има видено и со тој подпредседателот на Америка Диџеј Венс. Подпредседателот на Америка се вика J.D. Венс. Не. Чим нашата председателка вика дека е Диџеј Венс, он мора да е Диџеј Венс. Јас само не знам шо музика пушта тој диџејот. Чувството на осаменост во современиот свет може да биде многу често, велат уметниците. Осаменост, да, може да ја има во една Америка, Франција, Германија, Белгија, Холандија, таму да, ама кај нас нема чувство на осаменост. Како тоа? Па, види, уклучуваш телевизор, влада ти се појавува. Ова направивме, вака направивме, многу ви убав животот. Отварам фрижидер, Мицко ви излегува од фрижидер. Живи све те кажувам. Пред спиење, нели, замижуваш, и само што ќе замижам, како на филм ми се појава цела влада. Па го гледам Меджите, па министеркеве, па Аце Николовски, премиерот. Значи, ја немам чувство на осаменост, луѓево, секаде ги има, бе. У душа ни се влезари, виш. Трамп удри по Иран. Со Трамп светот е на чисто. Значи, ако му се замериш, или ќе те гаѓа со проектили, или ќе ти ја сруши владата. Кај него нема обланди. Морков или стап. За среќа, нашиве успешно го грицкаат морковот.
Само молам Бога да не почнат да продаваат пувки, пошто некој ќе го крка стапот. Ви благодарам, господин. Имајте убав ден. Сега и Убав сте, убав сте, убав сте. Така вика и мајка. Нема модерен јазик и нација, Софија ја клекнавме на колена. Да, дечко, да, ова е уште една голема победа на македонската дипломатија пред финалното гласање во јули. Само ме плашеше киселата фаца на премиерот. Да не го обереме Бостанот во јулија, мада се надевам дека ВМРО-овци сега ќе најдат некое решение за оваа европска ујдурма. И друго да порачам, додека не ги внесеме бугарите во уставот, нема да мрднеме од место. Официјално Софија објави дека од 2007 година до сега се издадени 216.000 бугарски пасоши на граѓани од Македонија. Абе, добро дечко, се знае зашто нашиве взимаат пасоши, за да возат камиони или да свртат некој бизнис во Европа. Тоа е тоа. Добро, сепак бугарите ни бројат. Абе, они бројат, ние се правиме блентави, така да секој си тера своја агенда. Тоа е тоа. На само неколку месеци пред локалните избори, Дом објави дека ја напушта коалицијата со СДСМ, тие најавија самостоен настап. Со Дом СДСМ имаше некакви шанси. Вака ги очекува катаклизма на локалните избори. Се надевам дека до година ова време Дом може ќе има едно директорче. По само 2,5 месеци Петар Богоевски, актуелниот директор на Националната агенција за европски и образовни програми, си заминува од функцијата. Види, се види дека човекот го бива за се, така да сега владата ќе му даде да води некоја уште позначајна институција. Без Петре нема реформско ветре. Тоа на сите треба да им биде јасно. Чао. Господине, на овие високи температури, граѓаните со своите автомобили кружат по половина час барајки паркинг место на клиничкиот центар. Еј, да ти кажам, мене тоа вчера ми се случи и сум пресреќен. Како тоа? Па така го носев татко ми у клинички на преглед и кружев пола сат барав паркинг и сум се онесвестил, тоест колабирирал. Колабирал, мислите, не колабирирал. Добро бе, нема везе, значи јас сум се онесвестил и овие болничарите ме внеле у клинички, ми дали инфузија, кога се разбудив гледам доктори околу мене, а сестри ми земаат крв. Сума сумарум, да ти кажам, за ич пари ме исконтролира и крвната слика ми е супер ТТТ. ВМРО ДПМН ги кочи судските реформи и ја компрометира нашата европска перспектива, велат од СДСМ. Абе, види вака. Оваа килава опозиција мора нешто да збориме, разбираш? Ама они кои зборат исто ко канти да тропаат, така да они нека продолжат да лаат, а нашиот карван ќе си врви. Во понеделник прославивме година дена од владата на ВМРО ДПМН. Ау, сум се начукал за сите пари, до средата не се отрезнив. Субив од повраќање. Од среќа или од јад се начукавте? Каков јад бе, јазик, таму тата гризни јазик, повраќаница една комуњарска. Од среќа се начукав, каков јад. Добро, извинете, господине. Имајте убав ден, пријатно. Спремни сме? Може? Почитувани гледачи, денеска има 40 степени, а ние се наоѓаме во селото Учим. Овде луѓето немаат вода за пиење, немаат вода за полевање, немаат вода за туширање и за бањање. Од кога е проблемот, луѓе? Па ово трае с деценија. Абе, какви децении, бе? Какви децении? Ние 40 години немаме водовод. Ваа е жива мизерија. Ваа не е живот. Некои човеци немат ни коли, а јас имам кола, запалям колата, набутам у гепеко 10 на 20 канистри и одам у комшиско село, има тука едно близко село, вика се Канаринци, и има една убава чешма и таму пунам ги канистрите со вода. Значи така се сноѓате. Добро, вие комшија? Ја немам ни кола, немам. Пред 10 години ми зарива моторот и од тоа идам пешки. Имав конј, ама сирот и он ми умре и се влечам на раце. Сега кога ќе земам плата, 2 пати неделно, викам такси, идам до соседно Канаринци и таму пунам вода, ама безобразни тие таксистите наплаќаат дупло ради амортизација на колите, ме разбираш? Финти. Шефе, гукни и ти нешто? Јас сер само фаќам. Така, најпаметно ти е. Да ти кажу Кажи, ја кажи. нешто. Најголем проблем. Девојче не можеш да си фатиш. Не можеш девојче да си фатиш. Ќе искочиш, ќе се упознаеш, ќе те праша ти од куде си,
Одучим, бега од тебе, бега, викам, што бегаш бе, па вода немате, вие, па добро, викам, немам чума, бе, викам, бега, бе, да ти кажу, ние од буриња се бајам, од буриња дома, грееш на шпоред воду, па ќе го разладиш воду и мама ќе дојде со гезве, ќе ме полива, на 30 години, мајка ми доаѓа да ме бања со гезве, бе, на 30 години може, Чекайте, луѓе, да ве прашам нешто. Сега сме 21 век. Зашто не викнете луѓе овие што бушат, нели? Да ви ископаат бунарче и ќе си имате само ваша вода. Види вака сега и овие бушачиве се безобразни. Знаат, Добра. имаме мука и бараат 500 евра од метар бушотина. А тука ова место нема по 20 метра нема вода. Значи сума сумарум ќе ти земе 10.000 евра. Од кај да му ги најдам? 10.000 евра. плюс тој у близина има родник. И кад га ископаш бунар, у бунар вода е жута, не е бела. А од општината нон-стоп ни обеќе, 40 години ни обеќе. Ке биде и никако не бидува. Абе, Лигуш еден, ние цело време ти се жалиме дека вода немаме за пиење, а ти пиеш вода овде Лиги ни преш. Имаш ли бе ти малце емпатија, бе, човек? Чекате бе луѓе, чекате, не си грешете душе. Ја имам ептен емпатија кон вас. Еве у колава што не од телевизија напунив, носам 50 канистри само за вас, питка вода. Аллал ти вера, значи од мајка си роден. Аллах, Господ да те поживее. Аллал ти вера. Фала госпожа, фала и тебе Господ да те поживее. Ама да не се разбереме погрешно, дека оваа вода ја наплаќам, значи 20 литри има канистрот, 500 денари бе ситна работа што? Која вода не плаќаш бе? Таа вода у ГП го не плаќаш. Нели те е срам бе? Нели те е на селјачка канистер фацу ќе ти направи кај. Бегај, ке не ли чуваат, бегај! Колеги пожарникари, пред нас ќе биде едно жешко, тешко и мачно лето. Ќе има пожари по планините и ќе имаме бајги работа. Абе не си ги решеме, па ние имаме ерфраери што ти дај. Абе какви ерфраери? Бе? Ние имаме трактори. Ерфраери се за правење шо? Скариче, мевце, Добро бе, се ова, шалам она. малку да ја релаксирам дискусијава, гледам многу озбилно пати, ајде. Немај се така. Од вкупно 3 трактори, еден само работи, другите 2 се во сервис. Ова ми е дежаву. Нели лани 2 беа у сервис? Абе, сега не ми текнува, може така било и лани, ама не е битно лани. Ние оваа година ќе награбусаме, бе, луѓе. Еве, почнаа пожарите. Шефе, за се е крива стоката. Како стоката е крива? Како што е крива? Порано имаше на ливадите по планините еден куп стока си пасеше трева. Сега нема стока. Нема кој да ја пасе тревата. Тревата никнува, бујнува. Сонцето силно ја грее и ја пали и прави пожари. Ајде, глупост. Глупости. Шо ајде бе шефе, така кажа премиерот на телевизија? Кога бе? Па пред некој ден. Така кажа? Да бе, да. Ако така е. Ако Така кажа е. така, Значи на времето имаше овци, кози и тие ќе пасат, нема трева, нема пожари. Да. Тачно е. Ама сега ние да не се дефокусираме од нашава тема. Добро. Значи ситуацијата со пожарникарите во Македонија е алармантна. Знаете ли колку пожарникари фалат низ градовите? Колку? Што мислите? 340. Умањак сме со 340 пожарникари. Да не збориме за камиони, бе, што мислите? Канти. Абе во одредени градови имаме канти што се стари од 27 години нагоре. Леле. Тракторот само еден работи, другите 2 не. Ја не знам што ќе правим. Па на нас се ни фали, шефе. А највише од се ни фали мозак мали. Значи го обравме бостанот. Да. Не можам да кажам дека не е така. Ама мислам дека има спас. Што? Што? Ви текнува дека жена ми пред неколку месеци беше во Америка на студиски престој. Ти со таа цуцата која? Тоа не е битно. Тоа не е битно, Добро, колешко. бе, добро. Сега зборуваме за пожари. Аха, и? И она била во резерват со индијанци. И таму го видела ритуалот на индијанците како повикуваат дожд да падне. Ау, па супер, значи каде има дожд нема пожар. Тачно. Браво. Гениално. Тука ние спасот луѓе. Абе, како иде тој ритуал? Е, вака правиле индијанци.
И што значи ова, шефе? Па ова, значи, индијанците паметни луѓе се. Паметни бе. Го повикувам небото. Плукам. Што значи плунката? Дожд да падне. Пак уште еднаш го молам небото. И на крај знаете што значи ова Падна дожд, го ебавме пожарот. Јако е! Индијанска работа. Многу добро, браво. Не ли е добро? Јако. Шефе, Ајде вежба. ајде да вежбаме. Ајде. 3, 4. И По 8 пати во денот ќе има дожд, ќе нема пожари. Добро, ајде, одиме ли се уште еднаш? Ајде, Спасот за сите нас. Ајде. Во партиските кујни се подготвува предизборна торта. Политичарите почнаа да матат јајца. Додека учените мудруваа, неуките дипломи купуваа. Кукавиците не доаѓаат само во пролет. Кај нас ги има во секое годишно време. Партиите креваат голема прашина околу локалните избори. Значи, во општините ќе се зголеми бројот на хигиеничарите. Времето лечи рани, освен болните за власт. Мозоците ни се одлеваат од државава. Празните глави се вртат во круг. Вистината излегува на виделина. И на вода, и на брег. Лагата има корен, ама нема век. Свој сме на своето. Вечно си тапкаме во место. Копајќи поминатото, ја погреба иднината. Секому симнавме капа. Наред е главата. Младите го вртат светот. Политичарите вртат фотелји. Другарче, нас порани идоли ни беа разни поп-рок музичари, музичарки, театарски, филмски, актери, актерки, писатели, писателки и така натаму и така натаму. Односно луѓе кои творат и создаваат нешто. За разлика од тогаш, на денешнава млада популација идоли им се разни цуци и батковци од Инстаграм и слични социјални мрежи, кои ниту создаваат, ниту творат, туку по цел ден се селфираат, односно сликаат или снимаат. И потоа ни раскажуваат колку убаво си поминале у тој и тој ресторан или на таа и таа плажа. Здраво, срцки! Бев само да ви се пофалам со дечко ми на вечера. Замислете, плати само 10.000 денари, а следна недела идеме во Куба. Да, а вие седете си во ова смрдливо во Скопјенце. Морам да признаам дека овие цуци солидно заработуваат, бидејќи се следени од стотици илјади воајери. Ете така. А ти, Ѓуро, прави се паметен и зевзечи заплата. Чао, срцки! А сега, едно спонтано интервју, направено во Скопскиот градски парк покрај езерцата. Како оди работата? Еве гледате како стари луѓе. Јас сум 72 години. Така. Така. Мераклија за риболов? Меракли и на воздух да искочиме малце рекреација да си направиме. Многу ви е паметно тоа, меѓутоа баш сум животно заинтересиран. Има ли риби овдека во градски парк? Има риби, ама ние ги пуштаме, ги фаќаме, ги пуштаме, ги фаќаме, ги пуштаме. Зошто бе ги фаќате? Па испржи си, а што? Не, А што риби има овдека? тука имаш повеќе караш, имаш шаранче, имаш сомче, оние мали сомчиња амерички, тие ги имаш, и црвена перка има Овде во езерцето, во езерцо. во градски парк. Да, тука црвена перка има. И некои оние као белбички се тие. И секој ден си доаѓаш овде? Не баш секој ден, зашто јас сум болен, да ти кажам. Од што? Од што сте боле? Од 2 импресии, Ау, инфаркт. операција од очи бев, Перде?
катаракта е. У 8 септември. И сега сте добар. Абе, добра, ма не е тој вид, што го имавме порано. Сега си пензионер, што работеше порано? Ја работев у ФАС 11 октомври и работев као таксиста у Староводно, у Близнаци, у ова, речи го. Ти си муабетџијат човек, тебе таксито ти се погодило, сакаш да си правиш муабет? Јас сум мерак, јас со секој човек сакам да си правам муабет, ама со добри луѓе. И ти си добар човек. Драго ми е што те запознав. Како се викаш? Јас се викам Бафтијар. Да, Бафтијар ми е името, живеам тука, кај калето до Есма Реджепова. Есма Реджепова на мајка ми е братучетка, сестри се, ти од тетки деца. Е така. Си отиде и Есма, не напушти. Покојната не напушти. Уникатна беше. Она Бафтијар, ти благодарам многу. Фала многу и вас ви Да си би здрав и жив, ајде. Многу ви благодарам што не посетивте. Повелите пак кога сакате. Тука сме ние. Извини, една минута само нешто да ти кажам. Живот! Цел живот нешто пипкаме. Кога сме деца, пипкаме и што треба и што не треба, а кога ќе пипнеме таму каде што не треба, го добиваме оноа мајка ти ли ја бараш таму, а? Мајка ти ли ја бараш таму? Како растеме, стануваме поспецифични и постриктни во тоа што го пипкаме. Пипкаме само таму каде што знаеме дека треба и добро знаеме што сакаме да пипкаме. А ако нешто не ни е по кеф, го имаме оноа, ја тоа не ти пипкам бе, абе не ти пипкам тоа бе. И така, со текот на годините стекнуваме некоја животна мудрост за конечно да заминеме во пензија. Тогаш можеме комотно да почнеме да пипкаме лебови. Тоа е животот. Ај друг пат ќе правиме муабет. Наши соговорници се Ненад Божовиќ, Љубица Будимовска-Динева и Филип Поповски од тркачката дружина 091 Run Crew Скопје. Со нив разговараме за Евротрип. Постои веќе 4-та година и за цел има да ги спојува европските градови меѓу себе, меѓутоа и луѓето на кои што учествуваат на тие трки. Трчање, тимови, тактики. Тоа е Евротрип. Еве го историјатот. Првата дестинација е од Бриж до Келн, втората е од Келн до Страсбур, третата е од Страсбур до Инсбрук и четвртата едиција каде што ние учествувавме, направивме големи напори да учествуваме на таа трка од Инсбрук до Љубљана. Поентата на Евротрип е да се трча низ најмалку 2 европски држави. Второ, се трча во тимови од по 8 надпреварувачи. Трето, се граби кон целта нон-стоп, значи нема запирање. За таа цел, секој тим си има своја логистика од луѓе, комбиња, возила кампери и така натаму. Како изгледа една трка? Оваа трка, Евротрип, е тимска трка. И тоа е штафетна трка. Учествува оваа година 38 екипи. Има 2 дела такмичењето, рекреативен и тркачки. Учествуваат 8 такмичари, од кои што е многу битно да кажеме дека минимум треба да се 2 жени. Ние со гордост можеме да кажеме дека кај нас 50% беа жени. Значи 4 жени, 4 мажи. Тактиката на нашиот тим била едноставна. Првиот надпреварувач трча 2 километри, следува вториот исто така со 2 километри, па третиот, четвртиот и така натаму и така натаму. За цело време, трчачите се придружувани од човек на велосипед кој ги обезбедува и ги освежува. Трката почна во петокот на 6 јуни во 23 часот и целта беше да се стигне до Љубљана најдоцна до 15 часот во недела. Ние стасавме 9 часот и 20 и нешто минути утрото. Се трча цело време, значи нема престанок. Нема престанок. Секогаш еден од екипата трча. Така да мислам дека и тоа ни беше уствари најтешкиот дел во целото тоа, бараше огромна покрај физичка спремност, бараше и психичка подготовка дека тоа треба да се издржи. Ние имавме 2 комбиња за поддршка и 1 кампер.
Така да спиењето се одвиваше во камперот и едното комбе, кој како ќе му дојде. Евротрип низ Австрија, Италија и Словенија бил во должина од 400 километри, а учествувале надпреварувачи од цела Европа. Трката е цело време по пат, значи по асфалт, меѓутоа имаше сериозни нагорнини, пошто да од Австрија кај што се трга треба да се влезе во Италија, значи има еден дел на Алпите што треба да се искачи, да се симне. Во Италија исто така има дел кој што е рамен, меѓутоа има и сериозни угорници. И Словенија е сепак пак угорница. Само финишот доаѓа една убава удолница како за крај на целата трка. На финишот дочекуваат и организаторите, меѓутоа и сите што финиширале. Истото и ние го направивме. Завршуваш, нели си честитаме сите, се радуваме на тоа, застануваме тука и ги пречекуваме останатите, се до последната екипа додека не влезе на целта. Победиле холанѓаните, а нашите се пласирале на солидното 9-то место. Забавата во Љубљана траела до Сабајле. Забавата со европејците беше на ниво, беше супер, затоа што самиот крај беше во паркот Тиволи во Љубљана, каде што имаше прием на сите трчачи како завршуваат. Ние заедно завршивме трката, сите и тие што трча и колегите од поддршката. И морам да кажам дека најсладкото пиво кој го испивме во паркот Тиволи со останатите екипи ќе го памтиме за секогаш. Има еден податок кој што вели дека нашава екипа била една од највозрасните. Точно е тоа? Токму така, кога трчавме, кога се разменувавме со другите екипи, а и кога ги видовме дури на стартот и на самиот крај, увидовме дека ние сме помеѓу највозрасните и тоа многу ни годеше, затоа што сепак мислиме дека можеме со ова да допринесеме, да влијаеме и да мотивираме многу други луѓе да почнат да се занимаваат со спорт и со здрави навики. Да бидеш на ниво рамен, дури и подобар од некој што е дури 20 години помлад од тебе, навистина за восхит. На крајот од ова трчање, на заедничката забава со другите тимови, беше објавена рутата за 2026, тоа ќе биде Љубљана-Задар. Ова е 4-та година на одржување и на една од најмасовната трка од самото постоење. Верувам дека следната година ќе биде уште помасовна и како што велат организаторите, истата сакаат да продолжат. Ние веруваме, но и ќе лобираме истата да заврши во Скопје во некој од наредните етапи. Епа, Евротриповци, со среќа до година и сигурни сме во едно. Ќе се вратите со уште подобар резултат. Само напред и јако, а подготовките може да почнат. На 3 јули го празнуваме споменот за Свети Наум Охридски чудотворец. Бил еден од најревносните ученици на светите Кирил и Методиј. Важел за учен човек, знаел многу јазици, поседувал чудотворна моќ. По смртта на браќата Кирил и Методиј, светите Климент, Наум, Гораст, Сава и Ангелари се вратиле на Балканот и со помош на царот Борис Михаил закрепнале од маките и долгиот пат, пошто Климент и Наум се населиле на бреговите од Охридското езеро. Свети Климент дејствувал како епископ во Охрид, а Свети Наум основал манастир на јужниот брег на езерото. Тој манастир и денес го краси брегот, како што и името на Свети Наум ја краси историјата на словенското христијанство. Околу Свети Наум се насобрале монаси од сите страни на Балканот. Бил мудар учител на Охридскиот универзитет, подвижник, чудотворен молитвеник и духовник кој во секое време им помагал на болните, сиромашните, онеправданите. Неуморно работел на преведување на Светото писмо и на другите црковни книги од грчки на словенски јазик. Вршел чуда и за време на животот и после смртта. Неговите мошти до ден денес исцелуваат од тешки болести, особено од лудило. Се упокоил во 910-то лето, за многу години. Симона Темелкова Кабранова е предвремено родено дете. Поради мозочно крварење, Симона има големо оштетување на центарот за движење.
По направените испитувања, треба да се оди на лекување во Мексико, каде ќе се прават интензивни физикални терапии, хидротерапии, пливање и електротерапија. Третманот чини 150.000 евра, трае 6 месеци и гарантира исправање на нозе. Доколку можете, донирајте 100 денари на телефонот 143 102. Бројот важи само за корисниците на Телеком. Ви благодариме на човечноста. Сништата се денешните одговори на утрешните прашања. Пријатно. Пријатно.